Добар ден, криптоентузијасти. Време е за уште една анализа на биткоин чартот, како и на DXY вредноста на доларот и SPY вредноста на индексот на SP500, најдобрите 500 компании во Америка. Значи, зошто е тоа така? Како што можеме да видиме, моментално се наоѓаме, значи, иако не го гледате датумот, моментално се наоѓаме на буквално 1 час од завршување на оваа месечна свеќа, затоа што листата треба да почне на 1 јуни. Со тоа е исто така многу битно да се види што уствари се случува пред започнување на таа свеќа, затоа ќе се обидувам на овие краеви на месец секогаш да објавам видео, посебно за биткоин, затоа што, како што рековме, значи започнување на нова месечна свеќа е многу битен момент и истиот како таков мораме да го проследиме, затоа што е многу битен во однос на самата анализа и ни помага многу да видиме каде сето тоа се движи, затоа што месечните свеќи се најголемите и најбитните свеќи во еден чарт. Сега, значи, како што можеме да видиме, најпаметно е прво да започнеме од самиот DXY индекс, затоа што, како што рековме, DXY индексот ни е основна противвредност на цената на биткоин, односно кога DXY индексот паѓа, гледаме дека имаме огромен раст на биткоин, како и обратно, затоа е многу битно секогаш да го земаме во предвид, затоа и гледате дека секоја анализа го анализираме прво истиот, па продолжуваме и понатаму. Сега, прво што можеме да видиме на месечна база, затоа што нормално треба да го земеме во предвид на месечна база и самиот DXY индекс, е тоа дека, значи, гледаме дека MACD буквално нема знак на запирање, се уште се движи во сосема нагорна линија и за овој месец, иако имаме пат. Значи, гледате дека воопште не запира, чисто за поточно да видите што станува збор. Значи, гледате, буквално нема никако запирање и нема ни една светло-зелена колона, односно ступ, за да можеме да очекуваме дека ќе има некаков пресврт надолу. Да видиме што се случува со RSI и сток RSI, иако имаме корекција, нормално не може да се движи како што видовме постојано само на крајниот левел на 100. Значи имаме корекција надолу, која што може да потрае, но во исто време плавиот бран на движење на цената, гледаме дека базичната и сигналната линија се многу раздалечени, што значи дека се уште немаме никаков знак на намалување на вредноста дека ќе имаме некаков пресврт. Значи гледаме дека money flow од црвено, значи замислете, негативен money flow имаме од 1 април 2020 година. После цели 2 години конечно имаме позитивен inflow на пари во долари, што многу значи, значи овој пресврт од црвено во зелено, кој што се уште, значи нормално трае нагоре, е многу битен за тоа дека цената на доларот може дополнително да оди нагоре и тоа многу. Значи видовме дека беше overextended надвор од Bollinger Bandот, затоа истиот и се врати во Bollinger Bandот, но тоа не го менја фактот дека може да продолжи во наредната свеќа да се движи нагоре, затоа што веќе бевме одбиени од ова месечно ниво. Значи доколку се сеќавате, ние најавме точно од каде истото потекнува. Значи потекнува од претходниот огромен, гледате. Значи ова било all time high во 1 јули 1999 година и истото потоа било поддршка на цената во неколку наврати за сега моментално да биде повторно отпор за движење на цената нагоре. Значи гледате, успеавме да го надминеме ова поле, иако цената не се задржа во текот на овој месец. Значи гледате, ова поле што го утврдивме во 2016 година на 1 декември, значи гледате, истото тоа поле еднаш ќе одбила цената, втор пат, на некој начин ова е втор пат кој што одбила цената, но тоа не значи дека ќе остане овде, останува да видиме, затоа што гледате дека на месечно ниво сите индикатори ни покажуваат дека можно е и понатамошно движење на цената нагоре и RSI, затоа што не успеавме да објасниме, значи иако беше во многу мал период oversold, односно препродаден, истиот се врати натре во самата зона, се наоѓа на 66-65 вредност, што значи дека има солидно простор за движење нагоре. Гледате, значи еве на пример во 2015 година истиот се придвижил до 82, што значи имаме солиден простор за движење на истиот нагоре. Значи тоа е нешто што мораме да го земеме предвид и она што треба најбитно да го земеме предвид е дека на месечно ниво гледаме дека од ова корекција која што ќе ја видиме на неделно ниво поточно, значи цената буквално се држи точно на левелот од 50%, сега ќе се вратиме надолу на неделно ниво, да видиме што ќе видиме таму.
Значи, видете, кога правиме анализа, секогаш се обидувам да ја направиме од поголем значи кон помал, затоа што поголемите се секогаш многу побитни. Значи, поголемите таймлайни се секогаш многу побитни и затоа се обидувам прво тие да ги покажам, затоа што дури да имаме корекција надолу колку што имаме моментално во неделно ниво, месечната е многу побитна. Неделната е само на некој начин еден дел од 4 свеќи кои што треба да ги воспоставиме за да имаме една месечна свеќа надвор, што значи дека она што мораме да го земеме во предвид кога ги гледаме е секогаш дека поголемиот таймлайн, односно поголемата временска зона е побитна од помалата и како оди надолу се помалку и помалку битна во однос на големите движења на цената. Но нормално не мора, значи мораме да запамтиме дека тоа е само од финансиска, односно доколку инвестираме. Додека кога тргуваме, колку се движиме подолу, толку е на некој начин по-динамично и повеќе ни остава простор да можеме да на некој начин добиеме некаков профит, но ние не зборуваме за тргување, ние моментално и исклучиво зборуваме за значи инвестирање. Да видиме што се случува на неделно ниво со Market Cipher. Значи гледаме дека имаме голем пад како на RSI така и на Stock RSI, каде што Stock RSI се наоѓа веќе под 30, значи oversold, значи не заборавајте oversold веќе. А на месечно ниво немаме уопште ни помрднување на индикаторите да покаже дека имаме некаков пресврт. Значи веќе е oversold. RSI ја верувам дека доколку оди надолу би можел да се придвижи до вредноста на 50, како што можеме да видиме претходно. Значи истата била момент каде што може да се придвижи нагоре повторно, тоа е на некој начин корекција, која што доколку сме биле oversold, се враќа до 50 и продолжува нагоре. Се сеќавате, разговаравме за тоа дека кога имаме oversold ситуации на одредено добро, значи најчесто не паѓа надолу до 30, него 50 се рачуна како bounce level, каде што ќе имаме корекција и обратно, кога имаме overbought, значи обратно, истата корекција се движи до 50 и се продолжува надоле кога имаме одреден бран. VWAP, гледаме дека се уште е во долно движење, значи очекуваме за облување во секој момент. Сега кога ќе се вратиме на самиот чарт, значи гледаме дека самиот чарт се движи во надолен триаголник, но за да можеме детално да го видиме истиот, да, исто и MACD, гледаме дека може на кросовер, но тоа не е потврдено, мораме да видиме дека сигналната ќе ја помине базичната линија за евентуално подлабоко движење на цената надолу, но доколку се вратиме на дневно ниво, исто да ни покажува многу појасно што се случува и што можеме да очекуваме, затоа што овие, значи на некој начин доколку имаме голем пад, прво добиваме сигнали на помалите временски зони дека имаме пресврт, а потоа истите се, значи на некој начин се одразуваат и на поголемите временски зони, значи тоа секогаш оди така. И овдека на пример, за разлика од неделната временска зона каде што имавме MACD кој што само што не се пресекол, овдека веќе имаме слабење на оваа надолна овој пад на цената на DXY индексот. Значи, она што ви го покажав на неделно ниво, разликата е во тоа што доколку гледате на неделно ниво, имаме можност за пресврт, што се уште не е покажано, затоа што имаме надолен тек, она што веќе го гледавме на дневно ниво, но доколку се вратиме на дневно ниво, гледаме дека веќе пресвртот се случува и нагоре. Се разбираме? Значи, на неделно ниво ни покажува дека треба да падне, додека на дневно ниво веќе ни покажува дека падот е завршен. Гледате. Значи имаме две колумни кои што ни покажуваат дека падот е веќе завршен. И дека полека се заоблува сигналната да си ја пресретне базичната линија нагоре. Значи, она е тоа што ви го кажувам дека мора да ги споредиме сите временски зони за да можеме да видиме што би очекувале, односно која е поголемата веројатност. Гледате, се движи по долната страна Bollinger Bandот, што значи дека во секое време можеме да очекуваме корекција на цената нагоре. Дополнително нешто што ни го покажува тоа е исто така ова заоблување на плавиот бран, како и движењето на VWAP нагоре. Значи, гледате, VWAP се движи исклучиво нагоре. Иако имаме паѓање, ова е тој пад, значи немаме толку остро движење нагоре, имаме благо, значи на некој начин вртење кон хоризонтала, но Stock RSI е на 0. RSI е веќе подлабоко влезен дури и под 50, што значи дека доколку го споредиме овој врв на 80, под 50 е веќе oversold. Она што го кажеме дека кога сме overextended, односно кога се наоѓаме во оваа територија длабоко нагоре како препродадено, значи гледаме дека овде во моментов е, тоест прекупено, овде е препродадено. Се разбираме, че нема да чекаме да помине до 30, затоа што имаме огромна разлика од 80 до вредноста од 42 каде што сега се наоѓа.
Значи, како што можеме да видиме, многу од овие индикатори се веќе со преголема екстензија, MACD ни покажува за облување, а дополнително нешто што можеме да видиме е и ова, значи, самата формација на паѓачки триаголник, кој што рековме дека во поголемиот дел од случаевите, после 70% од исполнување на своето тело, ќе практично 70-80% ќе се скрши нагоре, затоа што веќе имаме PAE, корекцијата е направена, и рековме како го мериме, значи како ја мериме потенцијалната цел од кршењето на самиот триаголник е со мерење на врвот на самиот триаголник и по вертикала до долната страна на триаголникот. Со таква отсечка можеме да, значи во моментот кога ќе го скршиме триаголникот, можеме да видиме каде би била метата нагоре, доколку истиот продолжи да се движи нагоре, и гледаме дека, значи, постојано се обидува да го скрши. А колку повеќе се обидува да го скрши, значи толку послаба е оваа отпорна линија, и доколку успее, например, наредната свеќе да го скрши, гледаме дека целта е буквално претходниот all-time high кој што го постигна за овие 5 години. Значи од 1999 ово е all-time high, прв пат постигнат, што значи дека, гледате, значи, доколку го скрши во момент, буквално и самиот триаголник покажува дека цената ќе направи ритест на ова горно ниво. Исто така и самата корекција, значи доколку ја земеме корекцијата од претходната корекција каде што била направена на ова ниво, значи ова е претходната корекција на Фибоначи. Од овде имаме целосен бран нагоре до оваа вредност и паѓањето на истиот моментално е на вредност од 50% Фибоначи секвенцата, кое што е солидно ниво за корекција. Јас затоа и го спомнав ова денес кога го гледавте видеото за Axie Infinity, дека најдлабока можна корекција би била помеѓу овие две свеки, затоа што гледаме дека во целиот овој бран на движење на цената нагоре само овие две свеки стрчат. Односно рековме, ако сте ги гледали едукационите видеа, го знаете, ако не, би ве замолил да се вратите, да ги погледнете, затоа што едукационите видеа се клуч за да може да ги разберете нашите анализи и да разберете зошто го кажуваме ова и што очекуваме и зошто тоа е така. Значи, рековме, може да го погледнете како што рековме тоа во било кој од нашите материјали, но овие свеки кои што се наспроти целиот бран се уствари зони на отпор и поддршка во однос на цената, што значи дека доколку цената падне надоле, буквално нивото на 61, односно златниот golden ratio, златниот левел на Фибоначи секвенцата се наоѓа помеѓу овие две свеки, што значи дека двете свеки го држат отпор на цената доколку падне надоле, како и golden ratio, значи левелот на Фибоначи секвенцата, кои што се наоѓаат во дното на овој триаголник. А колку е, значи нели, на некој начин подлабока корекцијата, толку е поголема веројатноста повторно. Значи мора да се скрши оваа формација и да имаме breakout или надоле или нагоре, што за паѓачки триаголници, како што рековме, многу поголема шанса за тоа да се случи нагоре, а и сите индикатори ни покажуваат дека е време цената повторно да се придвижи нагоре, затоа што имаме последователно движење на цената надолу од 22 мај, што е цела недела плюс 2 дена, практично, до овој момент каде што цената исклучиво се движи надоле по оваа оска. Сега, битно во DXY индексот што мораме да го разбереме зошто ја правиме оваа екстензивна анализа е затоа што било каков breakout на DXY нагоре ќе значи паѓање на цената како на берзите, така и на криптовалутите надолу повторно, што би било на некој начин дел од овој bear market кој што се очекува и понатаму. Сега, да се вратиме на Fed. Ако се сеќавате, Fed веќе разговаравме што е. Значи Fed ни представува Федералната резерва на практично доларите на Америка, кои што се задолжени за принтање и повлекување на доларите, односно они го држат балансот на доларските платежни средства во светот. Со тоа што рековме, доколку повторно се сеќавате во претходните видеа, доколку не ќе повториме сега, дека истите со цел да се борат со инфлацијата која што моментално е многу висока во Америка, зборуваме за официјална бројка од 8%, каде што за нив нормална бројка до сега е 2% на годишно ниво. А они дава 8% годишно ниво, замислете. Значи они веќе најавуваат 8%, а знаеме сите дека инфлацијата е многу повисока од овие официјални 8%, затоа што доколку нешто се случи и они навистина објават вистинска бројка над 8%, ќе има огромна паника во светот. Затоа и никогаш тоа нема да се случи, затоа како што можеме да видиме се држат до официјална бројка од 8%. Сега, што они ствари прават за да пробаат да ја намалат оваа инфлација? Значи доколку веќе разговаравме, иако
верувам дека многумина од вас не ги гледаат нашите видеа последователно, затоа мораме да се надополнуваме постојано. Значи, инфлацијата настанува со огромно принтање на доларски средства. Доколку видите, имаме видео во едукациониот материјал каде што буквално објаснуваме зошто биткоин, зошто криптопазарот би победил наспроти било која валута, не само доларните средства. Значи таму објаснуваме што уствари Фед направил во последните години, односно на ненормално принтање на пари за да може да ги плати своите долгови, како кон оние ветени средства за жртвите од ковид, така и кон сите оние дополнителни средства кои што мора да се платат, а нема средства во буџетот за да се направи тоа. Како го решиле тоа? Со принтање на нови долари. Со тоа што во последните 3 години испринтале, значи во последните 3 години, посебно од 2021 па наназад, до 2019 и поназад, во Америка се испринтани долари колку во вкупната историја на Америка. Значи замислете, за само 3 години они испринтале дупло долари од целата историја до тогаш во Америка. Што значи на тој начин буквално донеле огромна инфлација, затоа што колку повеќе долари има во оптек, толку нивната вредност е помала. Односно инфлацијата на самиот долар се качува нагоре и нагоре и ризикуваат да стасаат до хиперинфлација. Сега, како се обидуваат да го спречат тоа? Значи, посебно оваа година, значи затоа што моментално онаа камата која што Фед ја наплаќа на банките за нивните заеми е нула. Значи, они буквално не им наплаќаат никаква камата на банките, значи тоа беше до првиот состанок во јануари 25-26-2022 година, значи буквално никаква камата не имаше наплаќана на банките за тоа што го позаемуваат, за да може практично да дадат на своите клиенти. На тој начин Фед вбризгува долари во самиот глобален систем. Сега, Фед почнува да ги качува, значи каматните стапки постепено, но нормално тоа ги качува со каматна стапка од типот 0,25%. Се разбираме? Што значи дека на овие претходни 3 пати каматната стапка беше качена негде помеѓу 0,25 и 0,5%, што значи дека на секој поземен долар банките треба да вратат 0,25 до 0,5% камата назад со сите средства кои ќе ги вратат кон Федералната резерва, со тоа што има акумулативно дејство, односно имавме, мислам дека беше 2 пати по 0,25 и 1,05. Тоа беше на последниот, ако не се лажам, со тоа што постепено се обидуваат да качат каматната стапка на оние залози кои што ги имаат дадено кон банките, со тоа самите банки да почнат да враќаат назад камати за она што го земале и со тоа постепено да ги повлекуваат доларите од глобалната средна, односно она огромна количина која што ја испринтале, се обидуваат да ја вратат назад со цел да намалат, значи да го намалат количеството на долари на пазарот и со тоа да ја намалат и самата инфлација. Но она што мораме да го запазиме е дека во тек ќе бидат уште 5 состаноци на Фед, на кои што на сите е најавено дека ќе има значи на зголемување на оваа стапка постепено, и единствено што до сега беше кажано од нивна страна е дека нема да ја покача стапката за 0,75, односно покачувањата ќе бидат помеѓу 0,25 и 0,5%, што е многу битно затоа што замислете овие огромни банки кои што имаат земено огромни количини на долари, за нив да вратат 1% или да вратат 2% во еден месец е многу голема разлика. Затоа и значи ова е на некој начин добра вест, но самото тоа што понатаму ќе го качуваат каматната стапка, со тоа буквално ги кочат овие големи институции и банките да и понатаму земаат големи кредити, односно мора да почнат да размислуваат за враќање на истите назад кон Фед, и со тоа почињаат да не даваат заеми на своите клиенти, односно ако ги даваат, да ги даваат со на некој начин полоши каматни стапки, повисоки, и на тој начин фактички ја забавуваат самата економија. Значи Фед моментално се наоѓа помеѓу два камена. Проблемот е што доколку го ја зголемуваат каматната стапка, ја запираат економијата и се наоѓаат во рецесија. Оно што моментално се случува во Америка, со зголемување на каматната стапка, значи сите почињаат да се плашат за трговијата и никој не сака да тргува, сите се обидуваат да го преминат овој период практично без ризик. Затоа и се продаваат акции, се продаваат криптовалути и сето тоа, затоа што се исплашени дека истите ќе добијат краш, односно ќе добијат многу ниска цена
поради ваквото качување на каматата и со тоа фактички, значи со ваквата камата ја забавуваат економијата и се доведуваат себе си до рецесија. Додека обратно, толку кога намалат каматата повторно, значи инфлацијата и понатаму ќе продолжи да расте и може да дојде до хиперинфлација. Значи ова е проблем кој што не може никој да го реши на светот, доколку го реши, верувајте ми, тоа ќе биде, значи, светско чудо, затоа што сите валути во светот ќе имаат овој инхеритентен проблем, каде што или ќе имате преголемо принтање на пари и ќе добиете хиперинфлација, или ќе престанете да принтате пари и со тоа ќе ја забавите економијата и ќе имате рецесија на самата економија во својата држава, што и двете се многу негативни поими и поентата е да се држи некој баланс помеѓу нив, но кога имате пандемија тоа не може да го направите и ова што го гледате моментално е буквално резултат на самата пандемија и она непланирано користење на платежни средства и нивно преголемо принтање. Сега, зошто беше ова битно што моментално ви го кажа за DXY и Fed? Значи, јас знам дека многу детално го објаснувам во ова, но доколку не ви го објаснам така, нема да разберете што уствари точно ќе стане и што, например, истото може да резултира во однос на цената на криптовалутите. Овој датум на 14 и 15 јуни, каде што повторно ќе биде со сигурност качена каматната стапка во Америка, на оние залози кои што ги имаат земено банките, на заеми, значи, ова качување на каматната стапка ќе резултира со ова. Последен пат кога ја качи каматната стапка, само да ви покажам за да сватите за што станува збор. 3-4 мај, така. Значи да најдеме каде е 3-4 мај. Гледайте. Значи 3-4 мај. Гледайте што се случило со вредноста на доларот. Имаме прекршување на претходните вредности на доларот од претходните 5 години и new all-time high во последниве 20 години, кој што достигна до 104, односно 105 вредност на DXY индексот. Значи, гледате што се случува со 0,5% само подигање на каматната стапка во однос на доларот, кога истиот се враќа во Фед. Со качување на вредноста на доларот, што се случува? Имавме огромен пад на биткоин во овој период, каде што од сега ќе ви покажам, значи чисто да видите како сето тоа се одразува на пазарот. Значи, ова е тоа што ви го кажувам. Макроекономската сцена е многу побитна од било која микроекономска сцена и било кој трейдинг, затоа што гледате што се случува на пазар. Гледайте. 3-4 мај. Гледајте го падот, кој што во исто време е раст кај DXY индексот, затоа што на 3-4 мај, значи Фед одлучи да ја зголеми каматна стапка само за 0,5%. Замислите ако беше 0,75. Истото ќе се случи и на 14-15 јуни, на 26 јули, на 20 септември, на 1 ноември, на 13 декември. Така да до крајот на оваа година сите овие јас очекувам да бидат драстични падови на DXY, на биткоин, додека да бидат во исто време голем раст на DXY индексот, затоа што имаме огромно повлекување на доларите назад во Фед. Значи, ова е корелацијата што мора да ви биде многу позната и да знаете од каде сето ова доаѓа. Затоа, ова е моментална корекција која што ја гледаме на пазарот. Јас верувам дека ќе заврши во моментот кога ќе имаме одлука од страна на Фед, значи дури и да се придвижи надолу во целиот овој период. Ја верувам дека ќе продолжиме да се движиме можеби во некој сектор до највеќе 61, значи 0,678 Фибоначи секвенцата и во тој момент ќе добиеме баунс на DXY индексот и пат на сите останати. Да се придвижиме до SPY, кој што исто така многу битен, затоа што истиот е на некој начин во комплетна колаборација со биткоин. Значи гледате, оваа корекција исто така се одрази и на SPY индексот. Значи истиот ќе го погледнеме на месечно, неделно и дневно. Знам дека анализите некогаш завземаат многу време, но верувајте ми, многу е битно самите вие да видите од каде сето ова потекнува и колку фактори се уклучени во оваа игра на некој начин на финансиски средства, за да сватите што се случува и од каде сето тоа доаѓа. Значи, не е едноставно и доволно само да направиме техничка анализа. Мораме да направиме целосна анализа на пазарот, да сватите што, од каде и зошто се наоѓа таму. Се разбираме? Сега. Да видиме што се случило со S&P 500 индексот. Значи гледаме дека исто така имавме огромен бран од претходниот all-time high, после неговиот пат поставиме Фибоначи секвенца за да видиме што ќе се случува со истиот. Јас се уште тврдам дека вредноста на S&P 500 индексот ќе се врати до ова златно поле, односно 0,5% од Фибоначи секвенцата, каде што имаме овие две свеки како, контратежа на целиот бран нагоре,
кои што би представувале буквално овој период овде, овој сегмент, како и претходниот all-time high кој што на некој начин кореспондира со ова поле, долната граница на ова поле на Фибоначи секвенцата, иако добивме, значи, bounce, можеме да видиме дека истиот е во оваа свеќа моментално, односно од 0,382 рековме дека тоа е првото јако ниво. Гледате, буквално ова што ја го кажам постојано се случува. Фибоначи секвенцата, гледате, иако имавме две корекции овде, истото ниво не е доволно јако за да може да задржи цената и паднавме точно на првото јако ниво, односно 0,382 или 38% од Фибоначи секвенцата, каде што имавме прв баунс до средната линија на Болинџер бендот, кој што веруваме дека е многу на некој начин цврст левел и дека истиот ќе задржи цената и ќе ја бутне повторно надоле. Го гледате овој црвен X кој што се појави на Market Cipher, кој што исто така ни е еден од показателите дека ќе имаме продолжување на долниот тек на цената на DX, на S&P 500 индексот, во исто време VPVR. VPVR, гледате дека контролната линија се наоѓа точно во моментот каде што имаме корекција на цената, значи се обидела да пробие нагоре, не успеала и моментално се наоѓа негде во овој сегмент под средната вредност на Болинџер бендот. Да видиме што ни покажуваат индексите RSI и Stock RSI. Значи гледаме дека имаме заоблување на Stock RSI нагоре, како и RSI, што дополнително може да ни даде уште одреден сегмент, да речеме, на корекцијата нагоре, но докато ги погледнеме плавиот бран, гледаме дека базичната и сигналната линија се многу расширени, како и VWAP се движи исклучиво надоле. Што значи дека овој на некој начин сегмент од индикаторите не е одлучен се уште, но затоа, како што можеме да видиме, MACD само што почнал да се движи надоле. Значи гледате дека имаме прекрстување на сигналната и базичната линија, немаме ни еден столб кој што ни покажува дека ова движење на истиот ќе забави, затоа што само што почна да се движи надоле. Сега да се вратиме на дневно ниво, извинете, на неделно ниво, да видиме што имаме таму во однос на овој индекс. Значи истиот е многу битен затоа што на некој начин со биткоин индексот се во корелација, истите се движат паралелно. Сега гледаме дека ова се три нивоа на неделни, значи овие лијакови линии се три неделни нивоа кои што се утврдени во овој сегмент овде, кои што моментално представуваат пречка за движење на цената нагоре. Конечно цената се обидува да се пробие над оваа линија надолу, но тоа ќе го дознаеме утре со отварање на берзата, дали тоа успеало да се случи. Иако на дневно ниво да, и се има случајно, но на неделно ниво се уште треба да добиеме нова свеќа, за да можеме да кажеме дека уствари ова е новата свеќа, извинете. Да, зашто денеска е нова недела, но се уште не е завршен месецот. Да, ова е новата свеќа, но ќе видиме каде истата ќе заврши. Значи ова е првиот ден од свеќата. Ќе видиме како истата ќе заврши, затоа што имаме три неделни нивоа кои што треба да ги помине, како и 0,238, односно на слабо ниво на Фибоначи секвенцата, за истата да може да продолжи нагоре. И да не забораваме, оваа свеќа овде беше индикатор за bear market. И оваа корекција моментално е последна надежда дека нема да влезе во bear market овој индекс, што верувајте ми многу од луѓето на берзата се надеваат дека нема да се случи, но индикаторите ни кажуваат поинаку. Гледате, значи над нас имаме едно јако ниво на VPVR секторот кој што се наоѓа на 0,238 левел од Фибоначи и второ, каде што е контролната линија уште појако во овој сегмент каде што се наоѓа и средната линија на Болинџер бендот. Значи имаме толку многу нивоа над нас кои што ќе ја буткаат цената надоле. Три неделни нивоа, 0,238 Фибоначи секвенца, две нивоа на VPVR, како и средната вредност на Болинџер бендот. Значи сето ова е бутка цената на SPY индексот надолу, иако гледаме дека MACD ни покажува, значи, движење на цената нагоре, имаме прекршување, значи конечно еден столб кој што е значи нели со светла боја, но се уште да не забораваме дека ова е само почетокот на неделата, ќе видиме како оваа недела ќе заврши. Исто така овде ќе имаме, значи ова е многу блиску до формирање на зелена точка, што значи корекција на цената нагоре, веќе имаме скок на Stock RSI и RSI, но последниот пат кога сме имале таква зелена точка, иако имавме корекција, истата само се придвижи надоле дополнително. Оно што сакам да ви го покажам во овој сегмент е како се користи Фибоначи. Значи, ова е многу добар пример кај што можеме да видиме одредување на бран надолу, затоа што веќе имаме потврда на bear market со тоа што имавме значи all time high, па имавме, значи практично ова е врв.
па имаме дно, имаме врв понизок од претходниот врв и дно пониско од претходното дно. Значи ова е потврда дека сме влегле во буквално по дефиниција bear market. Чисто да ви покажам како изгледа кога ја користиме Фибоначи секвенцата за да можеме да одредиме нивоа. Значи многу битно. Сега. Од претходниот врв треба да повлечеме до ова моментално дно кое што сме го утврдиле. Значи тоа е во овој сегмент овде. Значи ова дно. Гледате, врв, дно. Гледаме дека имаме успешна корекција на 0,78%, 0,786 левелот од Фибоначи. Во моментот кога сме направиле оваа корекција, треба да го поставиме обратно Фибоначи секвенцата да видиме кој е ние ниво, кој е ние целта, односно кој е ни се оние мети кои што ги имаме на движење на цената надоле, значи ја поставуваме обратно Фибоначи секвенцата до врвот на вака, значи само до тоа би било тоа. Значи до врвот на оваа свеќа и гледаме, помалку е, не можам точно, вака е опрека, ето точно. И гледаме дека првата мета, значи доле, на 161% од практично овој пат, буквално сме ја достигнали. Гледате? Значи буквално сме ја достигнале метата, ова е Фибоначи секвенцата и како можеме да утврдиме дали се движиме во правилен правец и кои се нивоата каде што очекуваме корекција. Сега, затоа што оваа корекција веќе е завршена, она што треба да го направиме е да поставиме повторно обратно алатката од овој врв надолу и да видиме до каде се наоѓаме на така, значи да видиме до каде се наоѓаме и кои се левелите кои што можеме да очекуваме да ни бидат значи отпор. И гледајте што се случува. 38, односно 0,382. Првиот левел, ова дно. Второто ниво ни е 50%, второто неделно ниво. Третото ниво ни е 0,678, односно golden ratio, врвот на VBVR. Гледате како самите индикатори точно ви кажуваат каде може да очекувате пресврт на цената надолу, односно каде ќе биде следните нивоа на отпор. Иако веќе ја помираме средината на Болинџер бендот, верувам дека, значи, ова една свеќа не верувам дека ќе стаза толку високо и дека може да се потребни уште 1-2 дена за да добиеме допир до горната граница на Болинџер бендот, но тоа негде би било околу 50% од Фибоначи секвенцата и затоа верувам дека во овој момент на 420 ќе имаме повторна корекција надолу, затоа што гледаме дека сме го пробиле овој тренд и пробивањето на тренд секогаш се, значи не секогаш, но во 90% случаевите имаме корекција и ритест на трендот пред евентуално да се придвижи нагоре или пак да го проби и да продолжи надолу. Така да очекувам корекција дополнително затоа што некој од вас, ако се сеќавате, ви спомнавте за гапови. Значи гледате, ова е прост пример каде што можеме уствари да го искористиме тој момент за гапови. Гледате. Значи овој гап овдека цената се вратила и го исполнила. Гледате. Моментално имаме гап овде кој што цената ќе се врати да барем да го ретестира. Се разбираме? Значи овој гап помеѓу овие две свеки, цената ќе се врати барем да го ретестира пред да продолжи нагоре, доколку тоа се случи, но верувам дека овој ретест ќе биде неуспешен и цената ќе продолжи надолу затоа што како што рековме наскоро ќе имаме повторно. Ќе го оставам гапот чисто да видиме што ќе случи во следниот пат кога ќе анализираме значи SPY индексот и да видиме дали тоа ќе се случи навистина. Исто така ќе го оставаме Фибоначи. Значи, како што гледате, јас не ги мерувам чертовите само за да можеме да ги видиме оние моменти кои што ни се битни на индикаторите и да видиме дали навистина индикаторите биле испочитувани. И затоа би ве замолил да ги следите нашите анализи постојано, затоа што на тој начин најдобро се учи и на тој начин најдобро се чита самиот чарт. Значи, можете да гледате постепено како ги ставаме индикаторите, што се наоѓаме и како сето тоа ни помага да видиме каде би се движела цената понатаму. Значи, сега ќе почнеме со анализа на биткоин, но до сега од она што го заклучивме е дека во блиска иднина можеме да очекуваме движење на цената нагоре затоа што DXY индексот се уште во пад. Чекаме да биде оваа линија скршена, се додека истата не е скршена, очекуваме овие индекси да растат, но не заборавајте дека се наоѓаме во апсолутна зима, односно секоја од овие корекции е мала. Истата во секое време може да биде претворена во bull trap. Знаете што се bull и bear trap, за тоа веќе разговаравме, може да погледнете во нашите едукациони видеа, имаме посветено видео на тоа. Значи кога
Еве сега ќе ви покажам што е уствари Bull и Bear Trap, значи буквално за тоа го отворив овој таб на ликвидации, каде што можеме да видиме што точно се случило во претходниот ден, каде што имавме огромен напредок на биткоин во цената нагоре. Еве сега ќе ви покажам точно што се случило и зошто имавме толку експлозивен напредок нагоре. Значи ова е чарт на кој што веќе имаме разговарано за истиот, но еве ќе спомнам уште еднаш, на кој што можеме да видиме ликвидации, односно да видиме колку од оние луѓе кои што користеле леверидж се ликвидирани во шорт и во лонг. Со тоа што, значи е ова е претходниот ден, односно 30 мај. Гледаме дека на 30 мај имаме вкупно ликвидирано 285 милиони, скоро 286 милиони шортс, за разлика од 53 милиони лонгс. Тоа значи дека луѓе кои што поставиле шорт, верувајќи дека цената на биткоин ќе продолжи да паѓа, биле ликвидирани во вкупен износ од 285 милиони. Замислете, 285 милиони комплетно избришени портфолија од постоење, само затоа што верувале дека биткоин ќе продолжи да се движи надоле и користеле леверидж. Затоа ви кажувам дека леверидж е многу опасна работа и она што сакам да ја го покажам на овој чарт е дека најчестите големи движења, гледате цената, значи во еден ден цената се предвижила од 29 до 31,5 отприлика, значи тоа се 2.500 практично отприлика плюс на цената на биткоин, затоа што овие луѓе се ликвидирани и затоа што овие пари на некој начин се вратени повторно во системот назад. Значи она што сакам да ја кажам е дека кога имаме вакви огромни ликвидации, тоа е Bull и Bear Trap. Гледайте, ова се тие Bull и Bear Trap ликвидации каде што имаме огромно движење на цената во еден правец и сите почињаат да мислат дека да, тоа ќе се движи само надолу. Се разбираме? И тоа се случува она кога луѓето веруваат премногу во движењето во еден правец и се случува да бидат ликвидирани. Затоа што како што можеме да видиме напоредно, неделно, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи сите трейдери во светот го кажуваат истото, дека ова е прв пат во историјата на биткоин да имаме 9 последователни недели на паѓање на цената надолу. Што е буквално дефиниција за bull trap, затоа што не може ништо не паѓа постојано надоле, освен Terra Luna, нели? Но Terra Luna е друга ситуација и знаеме зашто тоа се случи. За разлика од тоа, нормални валути, нормални берзи, нормално, значи сето оно што нормално работи на пазар без некои огромни манипулации, никогаш не паѓа постојано надолу. И да имаме 9 недели надолу, редно е да имаме корекција нагоре, што ни го покажуваат, еве на неделно ниво како што можеме да видиме, ни го покажуваат. Stock RSI и RSI веќе се завртени нагоре, како и самиот плав бран на движење на цената, VWAP е нагоре, дури и Money Flows е нагоре. Значи, на неделно ниво гледаме дека имаме корекција, но ќе се вратиме на месечно и ќе почнеме од таму за да видиме што сме виделе за биткоин чартот. Она што сакам да ви го кажам за почеток, пред да продолжиме, е дека кога има ваков тип на свеќи, каде што половина од свеќата, значи каде што има помалку од пола, значи од викот да биде свеќа, значи дека многу повеќе би очекувале во следниот период, односно во следната свеќа да имаме надополнување на свеќата надолу во овој вик кој што го немаме, ме разбирате? Наместо да продолжи во вртен правец. Значи многу често се случува оваквите свеќи да бидат надополнети. Сега ќе ви објаснам зошто. Прост пример. Гледайте оваа свеќа. Значи кога имаме мало тело, а огромен вик, очекуваме овој вик да биде исполнет во наредната свеќа, што и се случува. Гледате. Секогаш кога имаме помало тело од вик, значи најчесто се случува следната свеќа да го исполни тој вик, односно овој фител. Исто и обратно, гледайте. Кога имаме кога имаме движење нагоре, гледайте. Имаме движење на цената нагоре во две свеќи поред. Значи вик неуспешно движење, следната го исполнила. Вик неуспешно движење, следната го исполнила. Значи она е на некој начин неуспешно непишано правило кое што многу често се случува на пазарот, а затоа и верувам дека ова ќе биде еден од тие примери каде што следната свеќа ќе го исполни овој вик на паѓање, иако не заборавајте ова е месечна свеќа, значи ќе треба многу време за тоа да се исполни, но верувам дека тоа ќе се случи во наредната свеќа, ќе останува да видиме нормално, затоа што наредната свеќа е во јуни, каде што ќе имаме уште еден, она што веќе го зборуваме на почетокот на видеото, уште еден рейт хајк. Гледаме дека се движиме во постојан пат, значи буквално се покажува на движење надолу, значи плавиот бран се уште не успел ни да влезе под нулата. VWAP надолу. Плавиот бран само што не влего под нулата. Stock RSI, иако е на многу ниска вредност, истиот може да се задржи тука некое време,
RSI се движи на 50, но гледаме дека немавме успешна корекција, ќе видиме што ќе се случи нареден месец, но моментално овие индикатори сите ни покажуваат движење нагоре, дополнително на тоа можеме да ја видиме и нели. Ова е уствари од овие два врва кои што ги добиме 60, 90, 70 илјади, имаме, значи, кога цената се движи нагоре, VWAP, односно плавиот бран се движи надолу, значи имаме bearish divergence, што уствари моментално се одигрува надолу и то станува да видиме нели дали истото ќе продолжи до оние нивоа кои што ги очекуваме од 20 до 25 пред да продолжи се движи нагоре. Значи овој да се вратиме сега на неделно ниво да видиме што имаме таму. Се обидувам да видам што можем побрз, верувајте ми, но за жал не може да биде брзо, значи ваквите анализи бараат време и се обидувам што можем повеќе информации да внесам во истите за да може вие да добиете подобни информации што да очекувате. Гледате, значи на неделно ниво да, гледаме дека се моментално се движи нагоре и можно е да речеме дури и 1 до 2 недели се движиме нагоре. Но тоа се вратиме на дневно ниво, уште подолу во самиот чарт, ќе видиме што уствари моментално се случува и што можеме да очекуваме од овој чарт. Значи, прво моментално успеавме, значи, да го задржиме ова ниво на VWAP, каде што имавме најголема трговија во целиот овој сектор, каде што можеме да видиме, најголема трговија точно во овој сегмент на овој паѓачки триаголник. И доколку ја ставиме, значи еве чисто да ви покажам колку самите формации многу често стварно делуваат, значи може да бидат корисни. Значи имаме паѓачки триаголник кој што рековме 70% се придвижува нагоре. Што и моментално се случи. Значи доколку ја земеме највисоката точка на овој триаголник до долната страна на самиот триаголник по паралелна линија, гледаме дека доколку ја ставиме оваа плава отсечка на местото каде што, значи, цената пробила нагоре, тоа би било негде овде, сега нема да ставам врзнена за да не се поклопуваат, гледаме дека оприлика веќе се придвижува во горниот дел од оваа отсечка кој што би требало да ни представува, значи, метата на пробив на овој триаголник нагоре. Но многу често се случува кога ќе биде исполнета метата да продолжи да се движи надолу. Зошто? Затоа што веќе имаме, значи, како што можеме да видиме, се наоѓа надвор од Болинџер бендот. А ништо не може да се задржи надвор од Болинџер бендот за да гледате. Значи една свеќа две и веќе се враќа назад. Истото ќе се случи и овде. Една свеќа две евентуално и ќе се врати назад. Она што денеска ви го спомнав, буквално се случи ако гледавте ова видео са Бајле, значи кога имаме стеснување на Болинџер бендот, секогаш имаме пробив на истиот или нагоре или надолу, што моментално се случи. Значи денес са Бајле ви го кажав, еве вечера моментално го гледаме како се случува истиот и моментално сме 46 минути од формирање на нова месечна свеќа, што е многу битно. Овој канал кој што беше утврден во овој сегмент од чартот може да биде исто така причина ова движење нагоре да престани да се придвижи надолу и она што го реков уште во претходните анализи на биткоин може да проверите и сами. Значи јас верувам дека најмаксимално движење кое што е можно моментално за биткоин нагоре би било до 38% Фибоначи секвенцата од овој бран кој што започна на 27 март, 28 март па надолу. Значи кој што кореспондира со овој паѓачки тренд кој што го имаме од истиот тој врв надолу и верувам дека доколку цената продолжи да се движи нагоре, ова ќе биде местото на корекција. Значи 38% Фибоначи секвенцата, паѓачкиот тренд, како и Болинџер бендот кој што постојано ќе притиска цената да продолжи да се движи надолу, доколку го погледнеме, значи на дневно ниво што се случува со индикаторите, што RSI веќе длабоко препродаден. Значи 99 прекупен, 92 моментално поени нагоре, значи е спремен за корекција. Како што можеме да видиме, VWAP моментално е на највисоко ниво од 1 март 2022 година, што значи дека вакво високо ниво на VWAP, гледате, многу често се случува да имаме високо ниво на VWAP и истиот да колабира после тоа. Гледате. Значи колку пати? Еднаш, два пати, три пати имаме колабирање на истиот потоа. Во исто време, како што рековме неколку пати досега, значи кога имаме длабоко влегување на RSI под 30, кога имаме препродадено добро, значи истиот корекцијата ја прави до 50 и продолжува надоле. Значи најчесто тоа се случува затоа што веќе во овој сегмент овдека е предлабоко влезен и 50 на некој начин е новата прекупен на некој начин бариера,
но како што можеме да видиме, самите покажуваат дека се уште истиот бран се движи нагоре. Само сакам да ви дадам до знаење дека да, и плавиот бран гледаме дека базичната и сигналната линија се разделечени, гледаме дека money flow се придвижува нагоре, но ќе дојдеме до момент кога ќе бидеме преекстензирани нагоре, што повторно ќе бутне цената надолу, а иако тоа продолжи да се случува, значи верувајте ми. Еве, и да продолжи да се случува до следниот митинг на Фед. Значи тоа е, еве сега ќе ви кажам каде е следниот митинг на Фед. Значи рековме на 12-13 јуни. 12-13 јуни, што значи дека во овој сегмент колку и да се движи цената нагоре, овдека веќе очекуваме истата да колабира. Ќе го оставам исто овдека за да видиме, значи само да видам каде го направиме истото, да го направиме и овде. Значи 12-13 очекуваме исто, значи со Фед митингот да ја бутне цената нагоре, а да ја надолу, а да ја придвижи цената нагоре на DXY индексот. Значи ќе оставиме ова цачка ваму и ќе видиме што ќе случи со истата. Значи на тој начин ќе видите и сами дека она што моментално го прави Фед е многу делува на цената на криптопазарот и затоа јас верувам дека сме во длабок bear пазар, bear market и дека сето ова тргување е добро доколку знаете точно што правите. Доколку не, DXY, значи dollar cost average за целиот овој период е одлична стратегија за да не мора да се секирате во однос со тоа каде сте купиле, дали сте успеале да купите дно, дали сте успеале да продадете на врв. Сега се придвижиме кон наредните индикатори. Значи наредните индикатори можеме да видиме дека моментално се наоѓаме многу длабоко под 200 неделната, ова е 100 неделната средна вредност и се придвижуваме до долната граница која што рековме дека ние местото кое што треба да го добриме за да кажеме дека сме направиле комплетна капитулација на биткоин. Рековме дека овој е моментот кој што го чекаме. Јас се уште го чекам истиот момент, значи се уште не сме сменили нашата тактика и не сме сменили оно што го очекуваме, но оно што ви го рековме е дека не може се да оди постојано надолу, значи ќе имаме неколку свеќи во кои што конечно ќе се допре оваа долна линија, задолжително да постојано гледате дека се движи нагоре. Значи тоа ќе се случува постојано затоа што цената на биткоин постојано расте секој 4 циклуси. Така да и да се добијат овие неколку свеќи, ја верувам дека постојано ќе се придвижиме повторно до истата пред да можеме да кажеме дека да, ова е допирот кој што ние го чекавме за да кажеме дека сме добиле комплетна капитулација на биткоин цената и досега во два булрана тоа е репер на некој начин за да знаеме дека сме го добиле дното и веруваме дека ќе се случи истото затоа што ништо не ни покажало дека е обратно, се разбираме. Затоа доколку некој од овие индикатори не е променет, доколку некој од овие да речам формации не се смени, нема потреба да размислуваме поинаку затоа што овие досега ни покажале дека функционираат, ни покажале дека навистина ни покажуваат кога е дно, кога е врв, така да за понатаму ќе продолжиме истите да ги почитуваме се додека не ни покаже спротивното. Затоа повторно ќе речем, значи бевме overextended надолу, имавме 9 свеќи поред, неделно ниво во пат. Редно е да се направи корекција, но гледате секоја корекција што се случило од bull market support band. Гледате. Значи bull market support band рапидно паѓа надолу. Верувам дека истиот ќе се пресретне негде со 100 неделната средна вредност, кој што паѓањето под 100 неделната средна вредност секогаш означува влегување во bull market. Но после секое паѓање што се случува? Се случува обид за ретест на ова ниво. Истото и со bull market support band, значи имавме 1, 2, 3, 4, 5, овој да речеме дека е успешен, повторно се враќа надоле, 6, 7 обиди за ретест на bull market support band, кој што и понатаму ќе продолжи да прави ретест, се додека не успее да го пробие и да се врати нагоре за следниот bull market. Затоа веруваме дека ова затварање на bull market support band, значи еве чисто да ви покажам како би изгледал. Значи bull market support band би се придвижил во овој сегмент овде. 200 неделна средна вредност ќе се придвижи нагоре, 300 неделна средна вредност ќе придвижи нагоре, а цената на биткоин негде во овој триаголник ќе најде момент кога ќе може да испадне нагоре, затоа што значи е неизбежно во наредните значи во една година пред халвингот веќе да го немаме дното и понатаму да почне да се движи нагоре до следниот халвинг. Затоа и верувам дека овој триаголник ќе биде некој начин катализаторот кој што мораме да го изиграме, значи мораме да поминеме низ истиот, кога конечно ќе успееме да го пробиеме bull market support бендот нагоре
и да направиме баунс од 200 неделната средна вредност, за да можеме да кажеме да, ова е дното и очекуваме движење на цената нагоре. Мене доколку ме прашувате, било кој дури и помисла дека ќе добиеме new all time high, дека ова е следен bull run, верувам дека сме многу рано од тоа, верувам дека ќе имаме исто така движење на цената надоле, останува да видиме, но од она што го знаеме и од она што го обяснив до сега, единствено што може да очекуваме е придвижување на цената нагоре максимално до, значи ова е максимално најдобар сценарио докога јас се прашувам, до ова ниво на 50%, каде што повторно ќе се судари со 200 неделната средна вредност, која што кореспондира со 50% во Фибоначи секвенцата, и во тоа време ќе се судари исто така и со bull market support band кој што гледаме дека скоро е на тоа ниво. Значи тоа е она што го гледаме на неделно ниво во однос на bull market support band-от, тогу се вратиме на дневно ниво. Она што ви го кажам, значи гледајте, на дневно ниво веќе стокареси се наоѓа длабоко во прекупено добро, истото се случува и со RSI, затоа што бевме длабоко под 50 би било местото на корекција. Гледате, значи претходниот пат 50 било местото на корекција, овој пат верувам дека тоа ќе биде исто, пред да продолжиме надолу, но нели останува да видиме. Значи гледаме дека имаме оваа пагечка линија која што претходно беше сапорт, овој пат значи ќе биде повторно. Гледајте, еве и оваа пагечка линија која што потекнува од моментот кога што мислевме дека имаме нели, ова е на некој начин тест кој што очекувавме дека е формација за која што разговаравме претходно, нормално, моментално не е битна, затоа што истата не беше успешна, но гледајте, ова пагечко ниво, значи било тестирано колку пати пред исто да биде скршено, не сме успеали да се држиме над него, се придвижуваме под истото и моментално правиме ретест на истото ова ниво, но ова е на дневно ниво, затоа истото не е толку битно. Ова се некои помали левели кои што не можеме да ги видиме на повисоките временски зони за да не буна. Значи сето ова во мојот чарт е наместено на со видливост на одредени временски зони за да не буни во однос на останатите сегменти и да можеме појасно да го гледаме самиот чарт. И уште еднаш ќе напоменам дека она што ви го кажавме, да, се уште ова жолто поле представува најголемиот, значи местото каде што очекуваме дека ќе го направиме најголемата акумулација како на биткоин. Значи рековме биткоин нема да купиме, но додека цената се наоѓа во овој акумулацијен период, ќе купуваме останати добро. Со тоа што рековме дека прво ќе почекаме да се случи капитулацијата, она што го рековме на неделно ниво, да дојдеме до 200 неделна средна вредност, а откако тоа ќе се случи, се додека цената се движи во овој сегмент, ќе купуваме, значи сите оние валути за кои што рековме дека тоа ќе го направиме во ова портфолио видео кој што го направивме овој викенд. Доколку не сте го погледнале, можете да се вратите да го погледнете. Тоа се главните проекти кои што очекуваме да ги акумулираме доколку нема некои одредени промени во истите, но за сега тие се тие. Она што сакам да ја покажам со ова поле е дека гледате, точно определивме каде ќе биде цената во овој сегмент и тоа и се случи. Гледате. Значи баунс од долното ниво, баунс од горното ниво, односно точно во овој жолт квадрат на акумулација каде што очекувавме тоа да биде. Сега да видиме што се случува на останатите неколку чартови. Доколку се вратиме на логаритмичкиот приказ на биткоин, кој што рековме дека е многу битен и секој ќе го земеме во нашите анализи, гледаме дека ова е на некој начин почетокот на капитулацијата кој што не продолжи, но гледате, овој огромен волумен, рековме дека капитулација секогаш се гледа кога ќе добиеме таков огромен волумен после паѓање на истиот. Така, значи доколку се сеќавате за ова разговараме во претходните анализи, овдека многу јасно се гледа дека од бул маркетот како постепено паѓа самиот волумен. И ова огромен скок на овој негативен волумен е уствари некој начин капитулација на биткоин, но не веруваме дека истата е последна. Се уште веруваме дека ќе имаме допир на оваа долна страна и веруваме дека главната акумулација ќе се движи по долната страна на првото ниво на Фибоначи секвенцата, тоа е 0% сепак, но тоа ќе се случува кога ова, значи гледате како постепено истата се движи нагоре. Значи еве како би било на логаритмичкиот приказ. Ќе веруваме само момент. Магнето мораме да го исклучиме за да можеме да нацртаме правилно. Ќе веруваме дека истото ќе биде отприлика ја верувам дека тоа би било вака, затоа што мораме да имаме заобдување, каде што цената би се движела негде во овој сегмент помеѓу долната граница на Фибоначи секвенцата и 200 неделната средна вредност, што тоа е на некој начин овој бер маркет кој што очекуваме уствари да се задржи цената во овој сегмент. Значи и да имаме некој пат, тоа би било максимално до долната 300 неделна средна вредност, но тоа е како што можеме да видиме во претходните сегменти се случува само можеби во две свеки на неделно ниво
Значи тоа не значи дека ќе биде повторно така, но 300 неделната средна вредност е екстремно ниска вредност за биткоин и успеал само еднаш да ја допре во неговата историја од 13-14 години. Така да затоа очекуваме главната акумулација да биде со движење на цената по ова долна линија на Фибоначи секвенцата на логоритмичкиот приказ на биткоин. Доколку не сте погледнале што е логоритмички приказ на биткоин и зошто истиот е толку битен, ви препорачуваме да погледнете. Тоа е во DCA видеата, каде што точно објаснуваме што е и зошто е битна. И исто така мораме да објасниме дека исто само овој сегмент, дека овие три линии на Фибоначи секвенцата представуваат акумулациониот период во кој што најчесто, гледате, че најчесто во bear market се акумулира. Затоа веруваме дека прво ќе добиеме дно, а потоа ќе се движи помеѓу овие три линии пред да почне да се движи цената нагоре, а со незиното движење нагоре нормално ќе се придвижиме до средната вредност на Фибоначи секвенцата, жолтата линија, и во следниот врв каде што треба да продава. Значи на некој начин кратко кажано самиот логоритмички приказ е буквално она што е најбитно да го земеме во предвид кога одредуваме кои се акумулациони периоди, а кои се периоди за дистрибуција, односно за продажба. Значи затоа е многу битен и затоа истиот секогаш ќе го земеме во предвид. Сега ќе се вратиме на еден многу битен индикатор за кој што претходно разговараме, а тоа е Гозискиот канал. Значи се уште чекаме истиот да се претвори во црвен. Значи разговаравме за овој претходно после паѓање на 100 неделната средна вредност. Значи најчесто се случува истиот да се претвори во црвен канал, како што можеме да видиме во претходните bear маркети, а со тоа и практично можеме да очекуваме доаѓање на дното на самата цена, гледате. Но мораме прво да почекаме истиот да се претвори во црвен. Значи мораме да имаме црвен канал во кој што веќе очекуваме да бидеме негде блиску до самото дно. Со тоа што како што можеме да видиме, оно што веќе ви го кажав претходно, Гозискиот канал е еден од индикатори кои што ни покажува дека многу сме блиску до самото дно во моментот кога исто ќе се претвори во црвен, а затоа што се наоѓаме под него, значи само прашање на време е зошто истиот се уште не се претворил во црвен. Значи и оваа корекција може тоа да го забави, затоа што значи гледате колку е потемна свеќата, толку повеќе имаме шанса за корекција нагоре, но може да се случи и самиот Гозиски канал да биде, гледате, значи како што е овдека поддршка, така истиот може да биде и значи отпор за цената да се придвижи нагоре. Можеме тоа да го видиме во претходниот значи bear market. Гледате дека во неколку наврати истиот бил 1, 2, 3 пати отпор пред истата да пробие нагоре. Со тоа, како што реков, можеме да очекуваме во било кое време, значи иако тоа досега не се случи, верувам дека една од овие свеки конечно ќе го претвори Гозискиот канал во црвен и тогаш веќе ќе бидеме многу блиску на некој начин до самото дно на биткоин во тој сегмент, во овој сегмент од овој bear market, но нели чекаме да се случи, кога ќе се случи ќе анализираме што гледаме и како гледаме. Сега, накратко ќе ги споредиме и Fear and Greed индексите на криптопазарот и маркетите, односно берзанските индекси. Со тоа што гледаме дека сме во Extreme Fear, значи веќе разговараме да го ставиме на максимално ниво, можеме да видиме дека оваков тип на Extreme Fear имаме во гледате, значи прво ќе се вратиме во претходниот bear market кој што е од 2018 година, гледате. Значи во голем дел од самиот маркет се движел индексот помеѓу 20 и 10, гледате. Иако сме имале скокови, тоа се оние корекции на паѓање надолу, значи се движел од 20, тоа се биле оние добри времења за акумулација во претходниот bear market што моментално го гледаме овде. Гледате. Значи имаме корекции нормално, но секогаш кога ќе падне помеѓу 20 и 10 и до онаа најдолна граница под 10 е најдобрите моменти за акумулација, затоа и реков дека оние кои што не сакаат да се замараат со индикатори, да бараат дно, да чекаат тоа да се случи, DCA во овој момент каде што имаме толку многу низок Fear and Greed индекс е најдобриот момент, односно најлесниот начин на движење низ самиот криптопазар, затоа што се наоѓаме во пат на цената и да продолжи истото тоа да се движи надолу, нема да биде тоа уште многу. Значи, верувајте ми да се придвижи до 20, од моменталните 30, иако тоа е 30%, значи вие во движењето нагоре на цената во наредниот халвинг, тие ќе ги добиете како ништо и уште многу повеќе. Затоа и Fear and Greed индексот на овој начин ни покажува дека се наоѓаме многу длабоко во самиот bear market.
значи истото е и со самиот Берзански Fear and Greed индекс, се наоѓа во 27, беше во Extreme Fear многу подлабоко, во оној момент кога очекуваме да се претвори од bull во bear market, но тоа е неизбежно. Значи, како што можеме да видиме, Фед со незините значи, каматни ставки кои што ги зголемува, ќе го бутне овој индекс секако надолу, се уште јас верувам, и ќе влезе во bear market, но останува да видиме дали сум во право. Може некои вести тоа да го сменат, но сега за сега јас сум уверен дека имаме се подлабок и подлабок bear market кој што не очекува нас. Сега нешто многу битно што сакам да ви го кажем е оваа една вест од Русија која што доаѓа моментално. Значи јас сум лично убеден, да речем како економист и како некој што го следи пазарот долго време, значи дури и пред самите криптовалути, дека сите големи текови во светот настануваат кога една од веле силите ќе почне да го практикува тоа што е се уште табу. Во оваа ситуација зборам за криптопазарот. Значи, се до моментот кога една од големите сили нема да го земе криптопазарот или барем биткоин како таков и да рече од денес го користиме како платежно средство, сите ќе се обидуваат да го буткаат, значи нели се уште на некој начин, иако тоа е невозможно, значи криптопазарот е овде, ќе остане, значи нема да оди нигде, но се уште се обидуваат на некој начин да се припремат самите себе си, да купат што може повеќе од истиот, за да може да има многу поголемо влијание кога ќе го на некој начин потврдат со законодавство со соседната држава. Сега, оно што сакам да ви го покажам со овој наслов е дека војната во Украина може многу добро, иако нели зборуваме за војна. Значи, мојата сопруга е од Украина и верувајте ми, самата војна нас многу лошо не погоди. Но во исто време мораме да гледаме од економски карактер како истата може да ни помогне на некој начин во самиот криптопазар. А тоа е дека Русија моментално е на некој начин блокирана од SWIFT мрежата и истата не може нормално да функционира во однос на платежни средства и затоа истата се обидува да најде начини како може да го заобиколи овој на некој начин систем, каде што незините банки се исклучени од SWIFT мрежата и истите не можат ни да примаат ни да праќаат било какви трансакции со остатокот од светот, значи нели со повеќето од остатокот од светот. Нормално има луѓе кои што, извинете, земји кои што тоа не го почитуваат и нормално не може да им кажете на кинезите со кои ќе тргуваат или не, тоа е нормално одлука на секоја држава. Ова е исклучиво Западот и НАТО. Сега, оно што сакам да ви го кажем, што е многу битно, значи само еден сегмент од целото. Вели дека значи, Министерството за финансии, неговиот представник Иван Чебесков, вели дека моментално се разгледуваат сите планови, односно сите можности како Русија може да го заобиколи овој SWIFT систем, меѓу кои дигиталните платежни средства, како и самиот биткоин, се уствари една од начините како Русија може да го заобиколи овој систем доколку ги признае дигиталните значи валути како легални, односно да бидат како собственост. Значи, иако истите се на некој начин легални таму, значи многу луѓето се им е дозволено да ги држат и се до тоа, но не се ефективни платежни средства. Односно она што на англиски се нарекува legal tender. Разликата е во тоа што доколку одредена платежно средство, значи одредена криптовалута стане платежно средство, истото е легален начин на трансфер на собственост од еден на друг, како што е и самата рублја во Русија. Со тоа, значи доколку им е дозволено на луѓето да тргуваат како и на самите банки во криптовалути, тие наместо да користат SWIFT системот, може да ги користат нормалните провайдери на оние платформи за трговија како што се Kraken, Binance, Coinbase и слично, нормално не Coinbase затоа што е исклучиво американска, но Binance и Kraken, верувајте ми, ја верувам дека не би имале никаков проблем да го превземат системот за работа наместо самите банки на Русија. Банките да тргуваат со останати корпорации, да речеме, или останати физички лица надвор од Русија преку самите платформи за криптовалути. Затоа што трансферот на парични средства сепак ќе биде остварен. Она што ќе го направат ги трансферираат рублите, да речеме, во одредено платежно средство како биткоин, самиот биткоин го депонираат или го купуваат директно на платформата на Binance, овој биткоин го трансферираат до лицето или корпорацијата која што треба да ги прими овие средства. Лицето ја испорачува услугата или добрата кој што ги ветил на Русија,
а истиот самиот биткоин го трансферира во која и да сака криптовалута. Значи гледате колку едноставно е. И доколку се случи Русија ова на вистина да го легализира и да каже дека ќе биде legal tender, односно дека ќе ги прифати криптовалутите како легална валута на својата територија, значи тогаш веќе останатите големи сили немаат избор. Ниту Кина, ниту Америка, ниту европските земји, значи немаат избор, они мораат да го прифатат, затоа што, значи како што можеме да видиме од самата историја, кога една држава одлучила дека ќе оди во вселената, сите одлучиле дека ќе оди во вселената. Кога една држава одлучила дека ќе направи, не знам, подобри поморници, сите одлучуваат дека ќе направат подобри поморници. Значи светот е така направен, капиталистички организиран, дека доколку една држава направи напредок во одредено поле, сите мора да го направат тоа, затоа што доколку една држава е дозволено да поседува монопол на одреден напредок, сите држави мораат да се прилагодат на тоа, значи мораат директно да зависат од таа држава. Затоа верувам дека и прифаќањето на криптовалутите буквално на тој начин ќе биде најзабрзано прифатено во светот. А доколку тоа се случи, значи остануваме да видиме во самата иднина, значи доколку Русија испадне и каже дека законски ги прифати криптовалутите за да може да го заобиколи SWIFT системот, тоа би било еден огромен плюс за криптопазарот и верувам дека тоа ќе биде нешто што сега не сме го виделе. Значи тоа е прв таков таква големина на држава да прифати легално да користи криптовалути на својата територија, нели? Не великам дека ќе се случи, но замислете кога министер за финансии вели дека се разговара со сите останати, нели, моментално високи функционери во Русија, дали тоа да се прифати, тоа значи дека никој не вели дека нема да се случи. Значи, она се тие, доколку сте гледали самите други канали, како и нашиот, постојано ви велиме дека крипто маркетот не оди нигде. Значи, иако моментално цената паднала, тоа не значи дека ќе оди до нула. Иако цената моментално е ниска, тоа не значи дека готово луѓето заборавиле на истиот. Значи, ова е нормален циклус, ова што гледате е нормален bear маркет, зима на криптовалутите. И дека истиот кога ќе се врати ќе биде се повеќе и повеќе абсорбиран и повеќе прифатен од државите. Значи во претходниот bull маркет имаме само 3 помали држави кои што легално го прифатиле, како Ел Салвадор, како Централната Афричка република и понатаму. Во наредниот ќе имаме поголеми држави, верувајте ќе видите и сами. Значи немаат избор. Помалите го прифаќаат затоа што поголемите чекаат да видат како тоа би било остварено кај помалите, за истите да видат дали тоа да го направат кај себе си. Значи замислете Украина испрати своја на некој начин експедиција представувана од најголемите финансиски стручњаци, министерот за финансии во Ел Салвадор на нивната биткоин конференција да видат како тоа они го направиле и да видат како може истото да го применат кај себе си. Украина беше еден чекор од воспоставување на криптогривна на својата територија, кога Stellar им буквално им помогна да го направат тоа, целиот проект на CBDC, но не успеа да го направи тоа поради војната. Досега Украина ќе имаше имплементирано криптогривна. Шведска е една од државите кои што веќе има имплементирано своја крипто круна, мислам дека се нарекува кајнив валутата, која што моментално е дигитална. Значи, они веќе имаат систем со кој што се обидуваат да го соберат целиот кеш и да ги вратат тие истите пари кај луѓето како дигитална верзија, односно CBDC, но разликата во тоа што CBDC е централно и комплетно поседуван од државата. И затоа истиот е недобар, значи многу лош, затоа што во секое време државата може да одлучи тебе да те исклучи од финансискиот систем, што би било на некој начин смрт, затоа што не може да ти отиде да си купите ниту леп. Затоа значи овој сегмент за CBDC и за криптовалути ќе разговараме во посебно видео, значи ќе ви посветам цело видео да ви покажам што уствари истиот представува и зошто е толку лош. Но она што сакам да ви кажам е дека светот се повеќе и прифаќа криптовалутите и го менува својот финансиски систем да биде CBDC, односно да биде базиран на самата технологија на криптовалути. Што значи дека и приватните криптовалути како Bitcoin, Ethereum, Ripple, DOT, ADA ќе бидат прифатени. Значи немаат избор. Тие се тука и ќе останат. Имаме огромни корпорации кои што веќе финансирале и нема да си отидат нигде, како и самите држави. Значи, за ова понатаму повеќе, само сакав да ви покажам дека моментално адаптацијата која што би можела да настане од Русија е еден од оние битни фактори кои што нас ни е потребен за да влеземе во наредниот bull маркет, да ни биде катализатор за цената да почне да се движи нагоре после одреденото дно во иднина, да речеме, кога ќе успееме да допреме 200 неделната средна вредност. Знам дека видеото е малку долго, верувајте ми, се обидувам да набидам што можем пократок, но гледате колку
значи чартови мораме да поминеме само за да видите моменталната слика и да видите што се очекува. Да, кратка корекција нагоре, можна и очекувана и нели, веќе очекувана затоа што имаме 9 недели надоле. Но тоа ќе биде кратка корекција и верувајте ми, подлабоки вредности на биткоин ќе дојдат наскоро. Тоа не значи наскоро утре, тоа значи наскоро во следниот период, затоа ви објаснив дека на 13 до 15 јуни ќе биде корекцијата која што ќе ја добиеме поради Фед и нивната каматна стапка, но гледате, тоа е наскоро. Значи во макроекономијата наскоро е наредните 2 недели, 3 недели. Значи затоа и ви реков, следете го нашиот канал, ние гледаме што се случува на пазарот моментално и со оглед на тоа какви се информациите се обидуваме да ви дадеме најдобра можна слика за тоа што ние гледаме и што очекуваме да се случи понатаму со цената на криптовалутите, на DXY индексот и на SPY, односно самата берза. Ви благодариме уште еднаш што гледавте нашиот канал. Се надеваме дека овие материјали се полезни, дека сте научиле и веруваме дека истите ги правите сами, значи поентата е сами да ги направите овие анализи, понатаму очекуваме и луѓето од нашиот канал да се уклучат, значи правиме Дискорд на кој што ќе можеме да дискутираме во однос на тоа што сте нашле вие, што сме нашле ние, како можеме да ги размениме овие информации, затоа многу би ви биле благодарни доколку на вистина ги примените видејата кои што ги правиме за вас, доколку на вистина ги развиете овие аналитички способности да може сами да го анализирате пазарот, затоа што кај нас дома конкретно, дури и оние луѓе кои што се на самите факултети, тоа фали. Значи јас завршив правен факултет со примеси на економски факултет на Јустинијан I. Нас многу ни фалеше ваков тип на практична настава каде што на вистина ќе се сретнеме со овие вредности на пазарот и да видиме како истите функционираат, како истите се поврзани и што да очекуваме од истите. Значи доста е од сувопарна тематика од типот на прочитај книгата, многу побитно е да ги најдеме вестите и да знаеме како да ги вклопиме во самите аналитички индикатори и анализи кои што ги правиме на самите чартови. Значи затоа се трудиме што можеме повеќе да го пренесеме она мало знаење што го имаме. Значи верувајте ми, дури и ние не знаеме многу и ние се уште учиме. Значи ова е знаењето кое што се обидуваме да ви го дадеме за и вие да станете аналитичари и да можеме едни со други да се надополнуваме во следниот bull bear market, како и да проложи понатаму нели самите циклуси и тоа да се одрази на нашиот профит. Bottom line, главна цел на овој канал е да се одрази на вашиот профит. Се што ќе најдете овдека, користете го како знаете и умеете да направите подобар профит. Дали ќе тргувате, дали ќе одите со DCA, она што ние ви укажуваме дека е попаметно, нормално некако финансиски совет, но се обидуваме да ви дадеме знаење кое што е многу проширено во светот, а кај нас на некој начин е ограничено затоа што нема канал кој што го прави тоа на македонски или оние кои што го прават се исклучиво за фундаментална анализа, многу малку има кои што се занимаваат со техничка анализа. Затоа ви благодариме што следите нашиот канал, како и секој subscribe, лайк, шер на нашата содржина многу помага во однос на ширење на оние кои што сакаат да научат. И со тоа се надеваме дека ќе имаме понатаму ваша поддршка. Се додека имаме поддршка, вие ќе добивате нови материјали од нашиот канал. Имајте добар ден од тимот на CryptoGamidžија.